Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ете, пролетта ни дојде, почитувани слушатели, кога се почнува да се раззеленува и цути, за да биде вистинска убавина. Токму во првиот неделен ден или првата недела, би рекла, од пролетта, ние ќе се потрудиме да го разубавиме вашиот дом со македонскиот збор и песна. Вечерва ќе продолжиме со Македонија низ историјата. Повторно ќе се свртиме на рубриката Жена, мајка и дом, рубриката Верували или не, како и мојот коментар на неделата, а доколку ни дозволи вечерашниот наш термин, ќе дадеме и блиц вести. Како и обично, нека ова вечерашна наша емисија ја разубави песната на Фана Шомова, со која ви посакуваме пријатна разонуда. Leonid Somali
Денес, како што знаете, е празникот 40 маченици, односно младенци. Нека е напомош, а како што знаете, минатата недела дадов прилог околу тој празник, но дозволите на сите оние кои го носат името на младенците, меѓу кои и младен, односно Мајк Младеновски, нека му е честит имен денот и секогаш да биде среќен и весел со џина и целата фамилија. А пак Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Исто така повелете во неделите на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Секој четврток од 12 часот напладне пак на заеднички ручек. Македонската православна црква Света Недела од Еџекс располага со удобна сала за вашите крштевки, родендини или помали свадби, а секој вторник повелете на заедничкиот ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мајк Кожовски со радост ве дочекува. А пак исто така секоја среда на заедничкото Оро Македонско. Но немојте да заборавите да дојдете и во неделите од 10 часот утрото на заедничка богослужба. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендини, крштевки слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење, а секоја недела од 10 часот утрото е богослужбата. Телефонот е 905-387-0111. Вимпис ресторант е синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење како хамбурги, риба, шиш кебаб, фиш енд чипс, разни видови салати, ги задоволува вкусовите на многу гости со нивните поволни цени. Не случајно Вимпис е едно од непознатите имиња на ресторанти. Телефонот е 416-269-4679. А сега повторно да продолжиме со Македонија низ историјата. Антигон сакал да ја искористи слабоста на Птолемај по тешкиот пораз, па решил да го нападне во Египет. Ако постигнал успех, не само што ќе обновил својата разнишена економија, туку ќе го отсечал Селев од другите дијадоси. Но дури ни Антигон, ни Деметрий не биле семоќни. На патот кон Египет нивната флота доживеала многу незгоди и претрпела големи загуби. Дел од војската дезертирал, а дел поминал на страната на Птолемај. Реката Нил била надојдена, а Птолемај успешно ги држал од брамбените позиции. За да ја избегне судбината што претходно го снашла гордиот Пердика, Антигон решил да се повлече. Од тој миг па се до крајот на животот, стариот воин нема да постигне ниту еден позначаен успех. Напротив, обрачот околу него ќе почне да се стега се повеќе и повеќе. Веднаш по египетското фијаско Деметрий го нападнал островот Родос со цел да ја отсече трговската врска на богатиот остров со Египет. Условите за мир што ги понудил Деметрий биле толку тешки што островјаните решиле да се бранат. Иако го обсадувал градот 2 години без прекин, Деметрий на крајот доживеал неуспех. Подпомогнат од другите дијадоси, градот успеал да ги одбие сите напади. Деметрий набргу се префрлил во Хелада, каде Атина и Ајтолскиот сојуз ја обновиле војната против Касандар. Откако се појавил Деметрий, Касандар се повлекол до Термопилиите. Деметрий ја искористил приликата и повикал да се соберат во Коринт делегатите од ослободените хеленски градови. Целта била да се основа воен сојуз за заедничка борба против Касандар, а начело на сојузот разбирливо застанале Антигон и Деметрий. Откако вака ги устроил хелените, Деметрий ја продолжил борбата против Касандар. Успеал да се пробие дури и во Тесалија, каде го освоил градот Фера. Положбата на Касандар станала толку критична што тој испратил пратеници за да преговара за мир. Но условите што ги поставил Антигон биле толку тешки, што Касандар решил да продолжи да се бори. Касандар сватил дека нема да може да излезе накрај со Деметрий, па повторно ги повикал другите дијадоси за заедничка борба против Антигон. Иако ниту еден од нив не бил под директна закана, на сите им било јасно дека ако падне Касандар, тие би биле следните на удар. Така била склучена четвртата коалиција помеѓу дијадосите. Прв на Касандар му се придружил Лисимах, кој владеел во Тракија, па секако би бил прв на удар ако падне Македонија. Потоа се придружиле и Птолемај и Селевк. Ако сакале да се надеваат на победа, сојузниците требало да ги здружат своите сили.
Со таа цел во 302-та стара ера, Лисимах се префрлил во Мала Азија и почнал да ги нагризува териториите на Антигон. Кога разбрал за ова, Антигон ја извел војската од својата нова престолнина во Сирија и го потиснал Лисимах. Истовремено му порачал на Деметрий итно да се повлече од Хелада и да му помогле во Мала Азија. Деметрий бргу послушал, па сега и Касандар можел да му прати значителни засилувања на Лисимах. Лисимах вешто избегнувал судир со Антигон, се додека не дошле засилувањата од Касандар и додека не се појавил Селевк со неговата војска и со слоновите од Чандрагупта. До пролетта 301 стара ера, Селевк успеал да се обедини со Лисимах, а Антигон со Деметрий. Двете војски најпосла се сретнале кај местото Ипсос во Молазиска Фригија. Ако може да им се верува на изворите, во битката учествувале приближно 150.000 војници. Антигон имал 70.000 пешаци, 10.000 коњаници и 75 слонови. Сојузниците одговориле со 64.000 пешаци, 10.500 коњаници, 400 слонови и 120 бојни коли. Бројките веројатно се претерани, но нема сомнеж дека кај Ипсос се случила најголемата пресметка во историјата на дијадосите. Двете војски се построиле на вообичаен начин. Тешката пешадија била во центарот, а на крилата била распоредена коњаницата. Слоновите на Селевк биле поставени во заднината, под негова лична команда. Деметрий заповедал со коњаницата на десното крило. Битката била отворена со пресметката на лесната пешадија, кусо време потоа. Деметрий извел жесток налет и успеал да го пробие левото крило на непријателот, каде се борел Антиох, синот на Селевк. Но како што често бидувало во неговиот живот, Деметрий не знаел да сопре. Понесен од победата на неговото крило, тој продолжил да ја гони разбиената коњаница на непријателот. Со тоа го оставил незаштитено десното крило од фалангата на Антигон, кој се наоѓал во центарот. Ова го искористил Селевк, ги поставил своите слонови помеѓу фалангата на Антигон и коњицата на Деметрий. Во меѓувреме, на спротивното крило, Лисимах полека ги потиснувал непријателите. И така центарот на Антигон се наоѓал под се поголем притисок. Деметрий се обидел да се врати во битката, но веќе било предоцна. Тоа беше продолжение од Македонија низ историјата. Инаку, доколку сакате и понатаму да продолжи да се емитува ова најстара радиоемисија, радиопрограма, повелете, помогнете ја, а телефонот ни е 647-780-6549. А сите вие кои планирате да одите за Македонија, купете си карти што побрзо, затоа што ради ситуацијата што е во Иран, цените на картите ќе бидат нагло зголемени. Телефонот е 647-780-6549. Леринското друштво со председателката Мери Уто и нејзината управа и ова година не заборави да го одбележат денот на мајката Mother's Day во знак на респект. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 часот попладне со богат ручек кој чини $60, а за деца до 12 години $25. За резервација јавете се до председателката Мери Уто на телефон 416 400 5475 или Джим Мангус на 647 333 8052. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Сказна си
Ти за нас не дишам јас и те љубам. Низ развигор слушам твој глас. Планино моја рудино, бакнеш до небо високо, зашто раскажуваш ти? Стадата да заблеале, овчари да запеале, или пак тагуваш ти? Над мене стоиш ко судба, одлука чуваш мој свит, заси од живот мој дружба, до задни стегнати дни. Планино моја рудино, бакнеш до небо високо, зашто раскажуваш ти? Стадата дал заблеале, овчари дал запеале, или пак тагуваш ти? Над мене стоиш ко судба, одлука чуваш мој смих, заси од живот мој дружба, до задни стегнати дни. Планино моја рудино, бакнеш до небо високо, зашто раскажуваш ти? Стадата дал заблеале, овчари дал запеале, или пак тагуваш ти? Нестивната моја љубов, најтрепетна песна си ти. А сега да завршиме со петтата зона во која се вгнездуваат бактериите во нашето тело. Петта зона каде се вгнездуваат бактериите е и најважното од претходните 4 зони, или просто речено темелот на вашата слобода или стабилност. Благодарејќи на целата тежина од телото која ја сносуваат било во стоење или движење, за жал ние стопалата ги занемаруваме, а и самите постепено осеќаме дека ја немаме таа енергија на пешачење или стоење простум. Многу мислат дека тоа е резултат на староста, но не е така. Влагата, мртвата кожа измеѓу прстите, неправилно исечените ногти, со негување може да се избегнат здравствените проблеми, зашто низ порите на петите во кои се собира на најголемиот број на бактерии, кои преку порите одат во самиот организам, кај повозрасните луѓе потешко се отстрануваат. Ако кожата пукне или е задебелена на петите или на стапалата, тоа не е само естетски проблем, настанува хронично заболување, меѓутоа за сето ова треба трпение, се зема топла, а не врела водена крпа, и полека се чисти помеѓу прстите и околу прстите. Едноставно, ова е еден вид масажа за добра циркулација на крвта, а со тоа им олеснуваме на живците да осетиме и да осетите и самите вие. Не заборавите овде добро да ги избришете нозите после миењето, посебно помеѓу прстите. Петите додека се во топлата вода, истрите ги, а потоа намачкајте ги со мек крем, но не измеѓу прстите. Овие 5 зони, папукот, ушите, пазувата, стомакот и стапалата не се само ситни хигиенски детали. Тие се клучевите за да се сочува добра циркулација
природно одбранбената снага на телото, а над сето тоа и слободно и без страв да уживате во животот што ќе го живеете. Како сонце македонско, лице ти е како бука црвено, светиш како сонце македонско. Потом касу мома таткова, сонце златно мене ме огрева, Од рубриката Верувале или не. Дали знаете дека зелката е обвиена во 300 кошули, односно 300 листови? Од географија пак, што сме учеле, знаеме дека планетата Земја е 5 милиарди години стара. Меѓутоа, дали знаете дека ДНК-та или DNA е 9 милиарди години старо? Во овој случај, како и обично, ќе го поставиме и прашањето:
кој е постар, кокошката или јајцето? Се прашуваме, ако земјата е пред 5 милиарди години, а ДНК-та 9 милиарди, тогаш од каде дојдовме ние македонците, а подоцна и другите народи во светот? Што значи тезата дека човекот е создаден од земја и пак в земја ќе влезе, е чиста лага што е во Библијата напишано, а знаеме дека хартијата трпи се. Подолги години се зборува за летачките чини и вонзејмените, како што ги нарекуваме, како што ги викаат или непознатите луѓе кои доаѓаат од некоја друга планета, што има сведоци кои ги виделе. Не знам дали знаете дека науката откри и нова планета, освен оние 8-те, што се Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и помала, многу мала Плутон, како 9-та планета, но исто е откриена и нова планета слична на планетата Земја, иако по моје мислење има и други планети. Во Скопје, односно недалеку од Скопје, кај езерото Козјак, добива црвена боја. Езерото Козјак, најголемо вештачко езеро во Македонија според вкупното количество вода, еднаш во годината привлекува големо внимание поради необичен природен феномен. Водата добива црвеникава боја поради појава на алги. Овој необичен феномен може да се обележи токму се одбележа, односно во месец март. Процесот е познат како цветење на алги, создава впечатлива гледка и го прави езерото уште пофасцинантно за посетителите и љубителите на природата. Според големината на водниот капацитет, веднаш зад Козјак се наоѓаат Мавровското, Тиквешкото и езерото Калиманци. Езерото Козјак се наоѓа во западниот дел на Македонија во поречкиот крај. Сместено е на реката Треска, во нејзината голема клисура на околу 15 километри од браната. Обкружено е со бројни ридови и падини кои му дават посебна природна убавина во текот на сите годишни времиња. Водите на реката Треска кои го напојуваат езерото се сметат за едни од најчистите на Балканот. Езерото Козјак се протека на должина од околу 32 километри, а на одредени места достигнува длабочина и до 130 метри. Најголемото растојание помеѓу двата брега изнесува околу 400 метри. Се наоѓа на надморска височина од приближно 300 метри и важи за езеро со богат рибен фонд. Браната на Козјак има основа долга околу 500 метри, додека круната или врвот достигнува должина од 310 метри. Површината на езерото изнесува околу 135 квадратни километри, а акумулацијата собира приближно 570 милиони кубни метри. Белата куќа, односно каде што е сега Трамп, е официјална резиденција и работното место председателот на Соединетите Американски држави. Се наоѓа во Вашингтон, изградена е помеѓу 1792 и 1800 година од камен во џорџијански стил и била резиденција на сите председатели на Соединетите Американски држави од Џон Адамс. Објектот бил на неколку пати прошируван и доградуван во 1824 1829, 1905, 1927, 1946 и 1948 година за да го добие денешниот изглед. Таа има приземје и 3 ката, како и 2 нивоа подземја. Куќата е дизајнирана од ирецот Џејмс Хобан и изградена во периодот помеѓу 1792 и 1800 година, како што рековме. Објектот е во собственост и управуван од Националниот председателски парк. Инаку, Белата куќа изгоре 1814 година на 4 август, а дел од зградата исто така изгоре во 1929. Меѓутоа, она што сакам да го спомнам е дека фасадата на Белата куќа е направена од мермерот од Прилеп. Ете, тоа беше од рубриката Верувале или не. А сега да одиме со мојот коментар на неделата.
Војната во Иран и натаму трае, а Трамп и понатаму си игра со огнот, слушајќи го израелскиот председател Натањаху, за кој мора да има нешто што Трамп, по моје мислење, е уценуван. И во Европската Унија неколку лидери на тој чадор од држави, исто како и Трамп, се и наетат, иако знаат дека војната ја имат изгубено. Израел и НАТО, односно Трамп многу ќе биде осакатена Европската Унија со нејзината тврдоглавост. Економски опаѓа, а еден од фактите е што на Русија не може да ги вратат 250 милиарди долари што Русија им ги даде порано. Германија затвори многу фабрики, предпријатија, банки, економски премногу ослабена, а нормално тука се и другите држави од Европската Унија. Но да се свртиме на нашиот терен, односно на Голготата, што е врз македонскиот народ. На парадата, каде секоја година се организира од сите етнички групи во австралискиот град Мелбурн, ова година на македонците од страна на градоначалникот Николас Рис, кој е оженет со гркинката и изјавува со гордост како тој не е грк по род, сепак со целата душа и срце, како и неговите деца, се чувствува грк. Тој Николас, кој изјавува да се обраќаат кон него со Никос, им забрани на македонците да парадираат со македонското знаме од Кутлеш, знамето на сонцето на Филип II Македонски, што македонската фолклорна група од Мелбурн се откажа од парадата како знак на протест. Ова не е прв пат во Австралија да им го загрозуваат правото на македонците за нивниот македонски идентитет, символи и слично. Затоа пак македонците од Мелбурн се решени да се спротистават со правни средства кон градоначалникот. Кон овој контекст да додадам дека грчкиот пратеник во грчкиот парламент Андреас Ворулас, кој побарал да се забрани македонскиот јазик и знаме, да се затвори македонското училиште, да не се изучува македонскиот јазик во германскиот град Хановер. Бугарија пак му забрани на македонскиот адвокат Тони Менкиновски, кој, како што знаете, ја застапуваше македонската партија и се уште ја застапува Омо и Линден Пирин, кои ја судеа бугарската власт во Страсбург, а Бугарија не му дозволува на Менкиновски да влезе во таа татарска земја. До кога македонскиот идентитет ќе биде предмет на преговори, се прашувам, кога и ние македонците си имаме свој македонски јазик, своја култура, македонски идентитет, кој е наше наследство и не му припаѓа на ниту еден друг народ, односно друга нација, освен на македонците по род. Затоа мораме да го чуваме и браниме горди на своето име. Она што Грција и Бугарија се обидуваат да го делегитираат македонскиот идентитет, а Европската Унија изигрува глува и слепа, навистина е трагикомедија во овој 21 век. Тој обид за ослабување во, би рекла, на легитимитетот, односно веродостојноста на македонството, нека им е јасно дека историјата е доказ дека идентитетите не исчезнуваат со забрани и политички притисоци или административни мерки. Ова ни дава до знаење на нас македонците дека никогаш не треба да и веруваме нити на Европската Унија, нити на НАТО, нити на Америка, а најмалку на Англија, која е мајката на Америка, а бабата на Европската Унија, која им кажува што да прават и Америка и Европската Унија. Им се даде право на хомосексуалците, дури им се дозволи и да парадираат, да прават паради по улиците, почитувајќи го нивното право на одредба. Јас би рекла, од нас кои се идентификуваме кои сме и што сме, дека не можеме ништо да бидеме друго освен македонци, нам ни забрануваат тоа право на слобода да го кажуваме. Слушам африканската Грција толку многу е ѓаволска, лакома, злобна, што еден ден самата ќе се изеде. Со самостојувањето на Македонија, таа ново компонирана Грција, помогната од Западот, успеа да ни го промени националниот белег, знамето со 16 краточното знаме. Обединетите нации пак со лаги не примија со привремена референца како поранешна Југословенска република, а другите републики во Југославија со нивното уставно име Република Србија, Црна Гора, Словенија и така натаму. Не беше и тоа доволно,
таа гнасна Грција со помош на ѓаволското ѓубре од Муртино Зоран Заев не прекрстија додавајќи ја придавката Северна, ни ја украдоа македонската историја. Многу од нашите македонски обичаи, култура, наука и слично работат и името сакат да ни го сменат на Македонската православна црква за да го променат, а слушам сега, бидејќи многу од народите во светот го употребуваат во разговор само името Македонија, решиле идиотите повторно да барат за да го промениме името во Скопје само да биде, иако тие со прст немаат помрнато. Со тој илегален преспански договор, недокваканиот Зоран Заев и го откопа гробот на Македонија и македонскиот народ, променувајќи речиси се, а така наречените Грци ништо. Па во кој закон пишува така, Бугарија со Европската Унија запнала пак како пијан држејќи се за плот да ја прифати преговарачката рамка која е и убиство на македонскиот народ. Како што спомнав претходно, толку многу лажни ветувања од таа нацистичка Европска Унија дека Македонија ќе биде нејзина членка, всушност празни ветувања, голема илузија, зашто Македонија, Србија, Црнагора па и Албанија никогаш нема да бидат нејзини членки, а се разбира во брзо време, сакале или не, ќе се растури таа недемократска фашистичка Европска Унија. Меѓутоа, владата на Мицкоски и било која идна влада на Македонија мора да почне со така наречениот реципроцитет. Најпрво врз Грција, зашто таа ги има нејзините западни држави кои ја поддржуваат. Треба да се отпочне со реката Вардар. Верувам дека знаете дека Вардар, која извира од Вруток кај градот Гостивар, па се влева во Егејското море, е долга 388 километри. 301 километар е во Република Македонија, а 57 километри во Егејскиот дел на Македонија, што е под Грција. Треба максимално да ја користиме водата и према светските прописи само 10% да им пуштиме во таа Грција. Можеме да и направиме блокада на граничните премини, а бидејќи Македонија е во добри односи со Србија, а Србија е пак во добри односи со Унгарија, нека Грција види колку ќе им се намали туризмот, камионите ќе се вртат низ Бугарија, така да ќе пронајдеме и други така наречени рачки за да и возвраќаме на таа афричка Грција, која Германија ја креира во 1830-та, односно 32 година, за да потоа, грабајќи од македонската територија, ја прошири географски самата таа Грција. А ние македонците што треба да правиме што сме надвор од републиката? Да одиме пред австралискиот конзулат и амбасада во сите европски држави и Америка, се разбира и Канада, каде што живеат македонци, и оштро да се протиставиме, да протестираме врз неправдата што ја права на македонците во Австралија. Драги мои македонци, на сите нас ни е повеќе од јасно дека историјата се повторува. Нам што ни преостанува? Со паролата слобода или смрт да тргнеме по патот на слободата, но не со војна. За почеток да ја искористиме реката Вардар, за да потоа Кина, која за 99 години ги има закупено пристаништата на Солун и Атина, таа Кина да го направи патот на Свилата, односно Вардарската долина, која ќе биде најкраткиот пат за да се обиколи светот, а тоа е реката најпрво Дунав, реката Морава во Србија и реката Вардар до Егејското море, каде ќе пловат бродови. Верувам дека во моето излагање не бев досадна, туку сега нас, македонците од Торонто и околните градови, ни останува да ги отпочнеме протестите пред австралиската амбасада и конзулат. Најпрво, австралиската амбасада и конзулат, а за тоа треба да не водат напред Организацијата Обединените македонци, Human Rights, заедно со председателите и свештениците на македонските православни цркви, како што прават и грците, носејќи ги нивните врагови, така наречени свештеници и владици. А сега би сакала да се представам со една од мојата поезија, со една песна, па да чуеме. Како босоног патник, ти доаѓам од далечен пат, земјо моја мила,
и со твоите очи сини како небесен свод, ги отворјаш широм твоите порти, за да влезам во одаите на твојот сарај. Доаѓа Македонијо, ти со насмевка, иако тажна, јас со окован збор, ти со милост, јас со челична тврдост, да го победиме твојот освојувач, кој те разурнува, за да повторно за секогаш бидеш господар, а јас пак во твоите преградки вечен твој слуга, за да од твојата свеќа запалиме илјадници други свеќи, кои ќе бидат звездна патека од пламенот да гори во сите нас. Кон тебе, мила моја татковино, Македонијо. Планина, зори светло, ветер носи старо име. Во секоја капка почувам сила од домот мојо. Кога чекорам низ долини, земја пее со душа дивка. Овде срцето ми расте, ова е моја Македонија. Сонцето од знамето гори, свети сила над наши гори. Тоа вечно не обединува, нас македонци не подигнува. Сонцето од знамето пее, во секоја вена живе. Македонија, мој дом свети, во срце огнот за секогаш трепти. За секогаш трепти. Охритивко шепоти, води чува древни сни. Камбаните старо кажуваат дека тука сме истиние. Во секој чекор слушам глас од предци што со често и леле. Нивната борба живе денес, во нас секогаш одекнува. Сонцето од знамето гори, свети сила на наши гори. Тоа вечно не обединува, нас македонци не подигнува. Сонцето од знамето пее, во секоја вена живе. Македонија, мој дом свети, во срце огнот за секогаш трепти. Еј, земјо моја, црвено-жолта, секој чекор твој го носам гордо. Еј, сонце силно, патот води низ векови, не чуваш, не роди. Сонцето од знамето трепти, на долини високи ридови. Македонија вечна приказна, во крвта наша за секогаш пишана. Сонцето нека не буди, силни, храбри, горди луѓе. Ова е земја од љубов кај една, мојата Македонија. Уште еднаш да ве подсетам, доколку сакате да патувате за Македонија, направете го тоа во најбрзо време, затоа што бензинот ќе оскапи, а со тоа и картите ќе бидат уште поскапи. А сега да одиме со новините од Македонија. Последни вести денеска. Безживотно тело на жена во фаза на распаѓање из утрината беше пронајдено во близина на селото Зрновци во околината на Кочани. Официјално причините за смртта не се познати, но неофицијално станува збор за грозоморно убиство. Од Зрновци известува Маја Стојановска.
Мистериозен случај ги вознемири жителите на село Зрновци, каде утрово беше пронајдено тело на почината жена во фаза на распаѓање. На местото викано Ѓошевски орев во близина на Зрновска река, оддалечено околу 1 километар од селото, и до него води земјен неасфалтиран пат. Телото првпат го забележал случаен локален минувач, кој веднаш пријавил во полиција. По добиената пријава во 10 часот и 40 минути, МВР заедно со обвинител од Кочанското јавно обвинителство веднаш излегле на терен и извршиле увид на лице место. Идентитетот и официјалната причина за смртта на жената засега остануваат непознати, а телото е испратено на обдукција. Жителите вознемирени раскажуваат како не паметат вакво нешто да се случило во нивното село, но и во околните села. Велат дека случај на жена која што е изгубена не бил пријавен овде, па се сомневаат дека можеби станува збор за лице од некое друго место. Телото на жената која беше пронајдено тука во вознемири ли целиот случај? Паметите ли нешто вакво да се случило? Да, ово никогаш не се е случило. Бевте ли вознемирани кога слушнавте за вест? Да, целата се тресев. Многу лошо. Во пределот каде што беше пронајдено телото, дали често се движат луѓе, дали сте поминале, дали можеби нешто сте забележале? Не, имаше многу полиција и тоа. Некој нешто не знае. Се нагаѓаат сите. Плавно, како што сум ја роден тука во ова село, не е имало никој спад вакво нешто што се е случувало. Ви вознемирили целата? Па малце да. Сепак за овој случај повеќе локални медиуми, но и самите жители шпекулираат. Дел објавија некакви неофицијални информации кои што говорат дека телото било пронајдено обезглавено, но и дека жената пред да биде убиена била жртва на насилство. Секако ова се само шпекулации, а официјалните информации се очекуваат во текот на утрешниот ден од страна на надлежните. Исто така жителите овде ни посочија дека ретко се движат по самиот пат. Единствено таму одат луѓето кои што се занимаваат со земјоделие. Одат натаму на патот кон самите ниви. Во текот на денот на терен овде можеа да се забележат и полициски службеници, но и пожарникари, кои што вршеа увид на самото течение на реката. Исто така надлежните велат дека се преземаат сите мерки за целосно расчистување на случајот. Од Министерството за внатрешни уште информација дека во изминатите 24 часа 6 мажи биле уапсени за семејно насилство, а имало вкупно 7 пријави. 44 годишен кумановец е приведен за физички напад на неговата 32 годишна сопруга. 29 годишен маж во Валандово е уапсен за физички напад на 26 годишната сопруга. Во Струмица, лишен од слобода е 52 годишен маж за физички напад на 46 годишната сопруга. Во Скопје, 33 годишник е приведен за напад на сопругата и детето. Во Виница, уапсен е 35 годишен маж кој во пијана состојба ја тепал жената. Во Скопје, пријавени се и 2 случаја од родители за насилство претрпено од нивните синови. Нафтата на светските пазари продолжува да расте, па во пресред на очекуваното ново поскапување на горивата в понеделник, владата утре точно напладне ќе ги соопшти првите мерки за ублажување на ценовниот шок, најавија владини извори. Некои од земјите во регионот веќе ги намали акцизите или пак ги замрзнаа цените, а последна во низата е Црнагора. Сандра Спасовска. Владата утре ќе излезе со вонредни мерки со кои ќе се ублажи ценовниот шок по двонеделниот раст на цените на нафтените деривати во земјава, брифираат владини извори за Канал 5. Ваквите чекори велат доаѓаат по континуираниот раст на цените на нафтата на светските берзи, но и очекувањата дека со понеделничката одлука на регулаторна трета недела поред во земјава ќе има раст на цените на горивата. Цените на светските берзи растат, што се очекува дополнително да се одрази на домашната цена на бензините. Иако земјава плаќа убедливо на ефтин бензин споредбено со регионот, се очекува во понеделник дополнителен раст на дизелот и бензините. Владата константно ја следи состојбата и утре во 12 часот ќе има воредни мерки за борба против високите цени на бензините. Ќе се донесат мерки со кои ќе се ублажи ценовниот шок. Велат извори од владата за Канал 5. Премиерот Мицкоски пак досега во неколку наврати посочи дека опциите со кои владата би можела да интервенира се намалување на акцизата и ДДВ-то од 18 на 10%, за да се прогласи кризна состојба во земјава и да се намалат акцизите за 1 денар.
употреба, тон дизел да изнесува над $800, но колкава е цената на тон и натаму останува непознато, бидејќи регулаторна го крие податокот врз основа на кој ги пресметува цените. Дополнително Министерството за економија детално ги анализира и цените на основните прехранбени продукти. Оттаму вела дека се свесни за можните ценовни притисоци, особено тие што зависат од увоз и транспорт, но досега контролите не покажале значително зголемување на цените, освен кај јајцата. Зголемување кое го објаснуваат со берзанскиот раст на сојата и кај маслото, кое исто така велат е последица на берзански раст. Министерството за економија и труд, како и владата, е подготвено да реагира со соодветни и навремени мерки, доколку се утврди неоправдан раст на цените или поголемо нарушување на пазарната стабилност. Во таа насока се анализираат можностите за интервенции кои ќе имаат за цел заштита на животниот стандард на граѓаните, како и можност за таргетирани мерки за најранливите категории. Велат од Министерството за економија по првичните контроли на Државниот пазарен инспекторат и посочуваат дека целосен извештај за ценовните движења очекуваат во текот на следната недела, пошто ќе си има појасна слика за следните чекори. Од опозицијската СДСМ и денеска побараат да се прифатат нивните предлози за намалување на акцизата за 4 денари и ДДВ-то на 5%. Основните производи стануваат луксус. Се најавува и ново покачување на цените на горивата. Зошто владата не презема ништо? Чека да се зголеми сиромаштијата. Народот да нема за леп, да не може да се прехрани. Зимите од регионот Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска досега веќе излегоа со мерки како што се намалување на акцизите или пак ограничување на цените на нафтените деривати. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев почна да издржува мерката 30-дневен притвор во Шутка, откако завчера беше уапсен со мито од 50.000 евра. Тој е вториот актуелен директор што се соочува со обвинение за корупција, откако пред неколку месеци беше уапсен и првиот човек на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието Илија Стоилев, за кого судењето ќе почне веќе в среда. Дали ова најавува нови ветришта во борбата со корупцијата, особено на високопрофилните случаи за кои земјава со години добива критики? Тема на Јана Јосифовска. Раздвижување во борбата против корупцијата се чувствува, но останува предизвикот за отворање на случаи за висока корупција, вели поранешната прва антикорупционерка Билјана Ивановска, по серијата скандали на корупција во македонското земјоделие и апсењето на двајца директори на институции за примање мито. Ивановска со став: добро е да почнат, но важно е и како и дали ќе завршат. Секако дека се чувствува некакво раздвижување. Сепак, апсењата треба да се бидат резултат на претходни истраги. Но, за граѓаните е многу поважно како ќе завршат, со каков исход. Значи, резултатот од сето тоа, пресудите се важни. Од тука, не можат судиите да судат ако нема добро обвинение. Од тука се произлегува. За нецели 5 месеци двајца функционери во земјоделството од актуелната власт се фатени со мито. Последниот случај со директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев и скандалот кој во ноември беше откриен за злоупотреби на средствата од ДИПАРТ, пошто беше покренато обвинение од обвинителството за гонење криминал и корупција и за директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев. Во двата случаи, според информациите, било побарано мито од 50.000 евра како дел од сумата. Судењето за Стоилев започнува во среда на 25 март во Скопскиот кривичен суд. Во меѓувреме, основното јавно обвинителство поднесе обвинение против поранешниот државен правобранител Фехми Стафа за примање подкуп исто така од 50.000 евра, кој требало да му ги даде на судијата на апелација Ѓоко Ристов, кај кого пак во јануари беа пронајдени 350.000 евра во ѕид. Ивановска смета дека клучната улога во борбата со корупцијата и криминалот сега ќе ја има новиот обвинител Савески, но вели дека и владата треба да одвојува повеќе пари за да се зголемат капацитетите на обвинителството. Тоа беше се во вечерниот преглед. Пријатно. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата.
Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.